Љубители на фудбалот и фанови на скратен корнер, добре дојавте. Штом го слушате мојот глас и го гледате мојот лик, знаете на кое место сте. YouTube каналот на скратен корнер со ново видео од серијалот Ептен, скратен корнер. Денеска со мене Владко. Здраво, Владко. Здраво, како Кире. си? Одлично. Тоа кажи ми го. Како може да видам по цели ден фудбал, светско првенство? Леле, Ептен ни врши работа тоа, нели? Да. 4 утакмици дневно, со продолженијава и со сето тоа ни се фаќаат, да, скоро 6 утакмици дневно гледаме, после тоа снимките се гледаат, хајлајци се живо, светско првенство, секогаш станува поинтересно во фудбалскиот свет, бидејќи сите зборуваат за таа една работа. Веќе нема као ја гледам таа лига, ја гледам таа лига, тоа е добро. Сите гледаат исти надпревари, сите имаат мислење за тие надпревари. Да. Јас и ти го најавивме светското првенство во минатото видео. Од сега веќе изминатија неколку дена имавме шанси да видиме што се случуваше во Катар. Ајде по отворањето кое што нели Катар против Еквадор, каде е добро, каде е лошо, на моменти окей, некои дискутабилни судиски одлуки, ама поминавме низ отворањето, сега веќе имаме поголема доза на утакмици што се одиграа, па можеме и да извлечеме некакви заклучоци од до сега. Накратко, уживаш сега за сега? Да, во секој надпревар, иако има некој без многу голови, меѓутоа уживам. Да. До сега, ова е петтиот ден, мислам, ова го снимаме во четврток, петтиот ден од првенството, веќе имаме 4 надпревари кои што завршија со резултат 0-0. На минатото светско првенство имаше само еден вкупно на првенството, Данска против Франција во групната фаза. Сега не гледаме толку голови како на претходните првенства, меѓутоа денеска беше најдосадниот надпревар, може според статистика, прв надпревар во овој век на светски првенства, Уругвај Јужна Кореја без еден удар во рамки на гол. Таа статистика. Поразителна статистика. Тука ми доаѓа и првото прашање. Дали го гледаме првото здодевно светско првенство? Па здодевно, мене не ми е здодевно. Може би фалат малку голови, меѓутоа сепак уживам и добра одбрана почитувам. Ако на Елза Вердер, што не знаат одбрана да играат, меѓутоа шала на страна, стварно почитувам добра одбрана. Може не е на ниво како што сме научени претходно, меѓутоа не би рекол дека е здодевно. Не знам. Така, мене ми се интересни наративите што постојат околу првенството, меѓутоа кога се работи за баш оноа фудбалскиот елемент од целото првенство и слично, малку ми недостасува темпо, малку ми недостасува возбуда. 5 дена веќе помина, остана уште вечерва да ги изгледаме Бразил и Србија и воглавно ги видовме сите фаворити кои што се за првенството до сега. И Аргентина ја видов. И Аргентина ја видовме, колку ја видовме едно полувреме, ама пак ми изостанува некако оноа јако силно темпо што се играше светското првенство изминатите години. Мислам дека многу голем удел има тоа кој што судиската федерација најави уште од самиот старт дека нема да се толерира трошење на време и дека се ќе биде на дополнето, па и репрезентациите некако се адаптираат на тоа и цел надпревар го играат во побавно темпо за да штедат сила. Не сум, мислам дека единствениот со тој впечаток, ама еве, ти ви кажеш дека тебе ти е забавно. Па да, забавно е као бидејќи е фудбал, нели сите сакаме фудбал и сите што гледаат ова сакаат фудбал. Забавно е првенството во целина, нели? Меѓутоа уште не можеме да влеземе во тек ни јас нити по моето што кажеш, баш заради тоа што за прв пат се случува во средна сезона, уште сме исхајпани од клупски фудбал, еднаш нема доволно време да се спремаат репрезентациите, играчите се веќе нели претходно бевме научени завршува сезоната, имаат месец одмор или пауза да се спремаат за репрезентација и тогаш доаѓаат на турнирот, нели, меѓутоа се одеднаш многу се има 8 дена. 8 дена, буквално десеткувани репрезентации гледаме, некои на тренинзи се повредија како Енкунку, Хернандес на сред надпревар, нели може тоа не е тешко да се прилагодиме, затоа го нема оној хајп кој што сме го имале претходно. Особено дека
летно време сме гледале фудбал, горештини надвор, се затвораш дома, пивото и уживаш и се уживаме, меѓутоа уште полека не сме навикнати во Така. атмосфера да гледаме фудбал. Видовме некои добри надпревари, видовме и некои лоши надпревари, видовме неколку убави голови и слично. Ама ајде да сумираме нешто што ни остави баш добар впечаток. Ајде за лошиот впечаток кажав што ми остави лош впечаток, атмосферата, малку досадното темпо на надпреварите, се до тоа. Што е добрата страна на ова светско првенство? Имаш ли нешто да издвоиш од тој аспект? Добрата страна што ни кажува и ни покажува дека фудбалот не се игра само во Европа и во Јужна Америка, туку се игра во Азија и во Африка. Така. Одлични репрезентации од двата континента. Лошата страна судиите, продолженијата, што премногу ги дават, не знам дали е до нив, дали е до организацијата. Тоа и уште едно играча на превара, тоа највеќе ме нервира, кои се критериумите, како ги добиваат играчите. Ајде да бројне сам што кажам и тоа, Герет Бел како ја доби против Америка, ништо не изигра. Да. Пенал даде, нели, свирна пенал го даде и тоа е тоа. Тайлер Адамс имаше најдобар напад, дефинитивно сам во средина. Така, Играчот капитенски се покажа, ама издоминира буквално средина. Не знам зашто тој не беше најдобар. Уште неколку спорни такви играчи на превар, меѓутоа. Ми се допадна оној коментар на Де Бруин кај што призна дека да, веројатно вика на таков надпревар името го видоа и Па истото на се мене било ми дадоа. Мене на тој надпревар искрено повеќе ми импресионираше Хазард како играш, Да. иако ниту еден од белгиците не би рекол дека ниво, импресионираше, туку само ја изгураа некако таа утакмица да ја добија. Преби му дал на голманот, пошто не прими гол, пенал одбрани. Куртоа имаше уствари учинок кон резултатот, овие двајцата малку послабо, меѓутоа Кога може да научува да му дадат, нели, зашто му одбрани пенал на Левандовски, претходно немаше многу работа. така. Добро, кој од репрезентациите ти остави добар впечаток? Добар впечаток. Сите имаат одиграно по еден надпревар, така што немаше многу да се заклучува. Морам да признам Мароко многу добро и Тунис. Тунис не очекував да се држи толку со Данска, и тоа не сам се држеше, стварно покажа квалитет. Како за 0-0 беше добро утакмицата. Да. Тие две репрезентации. Така. И Шпанија, мислам, очекувано да победи со многу разлика против Коста-Рика, пошто Коста-Рика е сменена генерација слаби, ги нема веќе Боганос Руиса на клупа, нели, кошо зборавме 40 години скоро. Меѓутоа, таква надмок да не му даеш на противникот да ти се приближи до 16-тик, нема шут, нема ништо, иде до пасови, колку има. 1008 комплетирани пасови. Тоа е нормална работа. Јас ова го гледам прв пат на утакмица. Знам дека има влијание тоа што подолго трае утакмицата и има некои десетина минути повеќе за игра, не го прави помалку импресивно, знаеш. 1008 комплетирани пасови против кој било противник е неверојатно, особено со тоа што не играа некој, ајде да го речеме тики така стил на фудбал па да биде на само билдање пасови, туку беше тоа прогресивен фудбал и 7 гола дадоа и се и немаа никаков проблем да се одбранат, не дозволија шут во рамки на гол, така што лабаво одигра. Да, јас ќе се сложам, Шпанија ми остави многу добар впечаток. Разочарување, да ја кажуваме, пошто ќе Па разочарување имам еден куп. Мене Германија ме разочара, само искрено. Навивам за нив, ама не мислам, очекував дека нема да бидат кој знае колку високо да достигнат, меѓутоа таква игра. Да. Не верувам дека ни група ќе поминат се од која изгубија со Јапонија и ја следува Шпанија, ваква Шпанија која што отпоревме сега. Малку чуден избор ова со Суле на десен бек и мислам дека доста ги кошташе, бавен на неколку пати го видовме во контрите, не можеше да стигне, го остави во игра. Разочара малку, не знам, очекував повеќе. Да. Може би дека тоа е многу свеж во репрезентацијата, па може да уште се нема добро и баво, многу се свеж. Што знам, не знам, да, ама во секој случај добра констатација. Германците, бидејќи не одиграа ништо, не беше проблемот толку само во тоа што го изгубија надпреварот, не одиграа ништо. Ајде вака за крај, како да кажам, да дадеме некое можеби потенцијално решение. Што би го направило првенство повозбудливо? Макар и субјективен одговор да е. Што би ти го направило поинтересно првенство? Поинтересно? Не знам, Србија и Хрватска и уште некои аутсайдери да поминат понатаму, појакиве да испаднат, ама да не испаднат онака неферски, туку да бидат надиграни како што се случи со
нели Јапонија, Германија или Саудиска Аравија со Аргентина. Аргентина, да. Мене беше многу возбудливо, нема врска што што испадна Аргентина, што викал дека прецената нема врска, меѓутоа ми се допадна многу зашто еден стил на игра си го форсира тоа офсайд стапици. Да. Не се откажа од тој пристап прво полувреме пример 3 или 4 погодаци кои што беа тотално надиграни, меѓутоа не го сменя пристапот на игра, второ полувреме резултираше, двете шанси си ги искористија, толку тоа е тоа. И сакам такви изненадувања, обично сите во природата на човекот ги сака послабите да најава за послабите. Да, секогаш аутсайдерот е. Да, и мене тоа ќе ми биде повозбудливо. И вака ми е возбудливо, меѓутоа ќе ми биде многу повозбудливо. Така. Ми изостануваат од ова првенство барем до сега, иако ајде, ќе напоменам уште еднаш многу е рано. Ми изостануваат оние атрактивни голови од далечина. Обично претходните светски првенства, барем оние што ги памтам, се отвара во првите надпревари на скоро сите репрезентации имаше барем по еден гол по ден, што е фантастичен. Не знам, 2006-та Торстен Фринкс на Филип Лам. Да, и Филип Лам буквално, па не знам, Чабалала на 2010-та светското првенство, па 2018-та Павар, волеот и се тоа. Перси со глава со. Да, значи сега немаме нешто такво што ќе речам ова е стейтмент моментот на турниров до сега. Ама ако почнат да торпедираат, тоа ме интересира. Вечер во Бразил излегува се една формација нешто како 4-1-5 со сите во напад и се. Ме интересира како ќе се покажат против Србија, кои што не ги рачунам за аутсайдер, ги рачунам за некоја репрезентација што реално може да се носи бар колку толку со подобрите. Првенство Србија дали во топ 10, искрено. Не ги рачунам како аутсайдер. Секој со секого може тоа, ако светско не научи нешто, тоа дека секој со секого може да се носи, освен Коста Рика со Шпанија, ама реално очекувам Бразил да издоминира и мислам дека дури дека ќе се прошета низ првенство, не знам зошто да имам таков впечаток, не ги сакам, никогаш не сум ги сакал. За Германија не е нормално, меѓутоа квалитетот, играчите, формата на играчите, се е на нивна страна, моментумот, хемијата од тимот. Мислам дека црно му се пиша на нашиот северен сосед вечер. Не сакам да е така, ама имаме, ова не е ни хот тейк, ова е некој млак тейк. Да, млак тейк, ама. Имаме тврдење од Владко, значи Португалија и Бразил ти се фаворити како што заклучив до сега. Португалија Dark Horse, нели кој што зборевме минатите, мислам дека цела година имавме, лани дека имавме емисија дека тогаш како текми беше дека Хрватска нема половина група и сега ги гледаме дека не е ни изненадување ако не половина група, така што. Почнавме малку подоцна со снимање за да ја догледаме Португалија со Гана. Сега тука го завршуваме ова видео за да одиме да ги гледаме Бразил со Србија. Толку имавме време. Сега се посветуваме на фудбалот. Владко, се гледаме во следно видео, така? Се гледаме во следно видео секако. Останете со Скратен корнер.